Добро утро, Ване. Токму така од февруари 2023 година започна со имплементација активноста на УСАИД за млади кои активно создаваат можности, а оваа иницијатива им нуди на младите поддршка да ги зајакнат своите капацитети, да бидат самостојни, но и да придонесуваат за својата заедница, но и за иднината на државата. Утро во новаа тема разговараме со раководителот на активноста, господинот Небојша Мојсовски и господја Биса Речи, која е менаџерка на грантовата шима во рамките на оваа активност. Добро утро и добре дојдовте во Македонија наутро. Господине Мојсовски, ќе започнеме со вас. Кажете ми кои се целите што треба да ги оствари реализацијата на оваа активност? Добро утро. Ви благодариме што дојдовте во нашата канцеларија. Секогаш македонска телевизија е континуиран и гор поддржувач на активностите кои што ние ги спроведуваме во рамките на оваа активност и на многу претходни. Како што и сами кажавте во најавата, идеално презентирана програма, активност, која што, ако треба еден збор да издвоиме кој што би ја дефинирал целата наша програма, тоа би било можности. Можности на млади да учат, можности на млади да се надоградуваат, можности за младите да ги унапредат своите вештини, можности да научат нешто ново кое што е потребно на пазарот на трудот, можности да учествуваат во активно донесување на одлуки и активен придонес кон позитивни општествени промени. Можеме уште многу да ги навреваме, меѓутоа фокусот на нашата активност е да овозможиме на младите луѓе во државата да имаат што повеќе можности да практицираат и да напредуваат се она што го знаат, со цел да станат се уште поодговорни млади луѓе кои што учествуваат во зајакнувањето и унапредувањето на нашето општество. Например, до сега имаме преку 2700 млади луѓе кои што учествуваа во самата активност, беа активни чинители и дел од тоа што ние го работиме со сите наши партнери на ниво на цела држава. Например, 45% од нив согласно новите искуства и знаења кои што ги имаат стекнато во рамки на активноста, имаат ново или подобро вработување. 58 лица од овие 2700 учесници имаат почнато свој бизнис или учествуваат се вклучени кон некој нов бизнис. Се тоа го правиме во градење на трајни и одржливи партнерства со владени, невладени институции, организации, асоциации, сите доброчинители, кои чиј интерес заеднички е да направиме нешто кое што на младите ќе им даде простор и платформа да активно допринесуваат кон градењето на нашето општество. Например, при самото стимулирање младите луѓе во носење на одлуки во својата локална средина и активен позитивен општествен придонес, имаме 127 иницијативи кои што се во насока на волонтеризам, општествена одговорност, во насока на инклузија и така натаму, активности кои што можеби се мали, меѓутоа се големи по значење и големи по вредност во својата локална средина и заедница во која што се работи во секој случај. Горди сме на тоа што работиме во цела држава, буквално секаде, и се трудиме да ги офатиме сите млади од било која средина во која што се наоѓаат, а се тоа го правиме во партнерство со нашите директни партнери Ситхаб Скопје и Младинскиот образовен форум, како и кажав претходно, многу владени институции, многу наши партнери кои што работат од невладениот сектор, со компаниите работиме и така натаму. Главното мото ни е за младите со младите, така да ги вклучуваме во сето она што заеднички го програмираме како активност. Голема улога во сето ова има и нашата грантова програма, која што е голема, меѓутоа нема да навлезам во тој дел. Така, навистина добри резултати за толку краток период, скоро 2 години од започнувањето на реализацијата на оваа активност. Господја Веса, какви видови на иницијативи поддржувате во рамките на оваа активност?
Значи, во рамките на грантовата програма имаме 3 пакети. Тоа се рапидни грантови, челендж грантови и sustainable growth грантови. Како што можете да приметите од самите називи, тоа поддржуваме различни иницијативи со секој пакет. Значи, поддржуваме брзи решенија за некои проблеми и поддржуваме решенија или пак иницијативи кои се справуваат со некакви предизвици, обезбедуваат долгорочен развој и раст во рамките на програмата. Ние исто така преку овие активности, бидејќи имаме 3 грантови програми, поддржуваме организации кои може да се многу искусни, но и многу млади организации. Нашето искуство е дека имаме грантисти кои воопшто порано немале грант добиено од некој донатор и сега преку нашата грантова програма ние секогаш работиме партнерски. Значи, немаме, се воспоставува партнерски односи со работка и со тоа ги градиме капацитетите на грантистите. Што произлегува од тоа е дека нашите грантисти понатаму добиваат грантови од други донатори, што е многу добро искуство и многу е важно за нашиот сектор. Така, господине Непошто, вие споменавте дека над 2700 млади лица се вклучени во оваа активноста. Кои се овие млади и во која улога се вклучени во вашите иницијативи и дали освен вклучувањето во иницијативите добиваат и кариерно насочување? Видите, ова се млади кои што сакаат да се унапредат. Млади кои што сакаат да научат нешто, кои што сакаат да допринесат, кои што сакаат да одат напред. Наспроти она, да речеме, негативна флоскула во државата дека младите сакаат да одат. Останати се тука млади кои што не сакаат да допринесат. Ние тврдиме дека не е така. Апсолутно не е така. Имаме прекрасна младина која што само ако сте на 1, 2, 3 активности кои што ги спроведуваме во рамки на оваа наша активност, ќе видите со какви се млади луѓе работиме. Тоа е екипа која што е иноваторска, која што е визионерска, која што сака да работи, која што несебично се залага, која што креира продукти кои што се во согласност со потребите на пазарот на работна сила. Така, ова се младите кои што се вклучуваат во нашата активност. Нашата цел до крај на оваа активност е да вклучиме над 10.000 млади луѓе кои што ќе имаат можност да практицираат она што веќе го споменавме. А веќе кога ме прашавте за кариерното советување, игра извонредно клучна улога во развојот и на една индивидуа, со тоа што дефинира каде би се движела таа млада личност и максимално би го искористила својот потенцијал како на личен, така и на професионален план, а од друга страна за, наречено, бизнис секторот и за општеството игра сериозно битна улога за тоа што имаме зголемување на продуктивност и луѓе кои што се среќни на своето работно место. Така да потикнуваме многу кариерно советување во нашата активност и во рамки на до крај на спроведувањето на нашите активности ќе се потрудиме да го направиме тоа да биде посистемски и да има одржлива вредност. Господја Веса, за крај на овој наш разговор, активноста завршува во јануари 2028 година. Кој се може да биде грантист на вашата активност и што ново да очекуваме во рамките на оваа активност? Грантисти во нашата грант програма може да бидат сите организации, може да бидат фирми, може да бидат здруженија кои се регистрирани во Република Македонија и поддржуваат млади или иницијативи за млади. Ние преку нашата грант програма во првата година одвоивме 17 успешни грантисти. Тие реализираат активности. Грантистите се од цела Македонија, од цела држава. Значи и покриени се или вклучени се 1400 лица. Во моментот грант значи повикот е затворен, но
ќе не следите во социјалните мрежи за новиот повик кога ќе се објави. Очекуваме многу апликации и многу квалитетни апликации, ве молам аплицирајте. Така, господин Небојша, господја Беса, ви благодарам за гостувањето во утро во Македонија наутро. Ви посакуваме многу успешна работа и многу добри резултати во рамките на активноста на УСАИД за млади кои активно создаваат можности. Ви благодариме и продолжите не следите и да ме поддржувате. Се разбира дека ќе ве следиме, ви благодарам. Ване разговаравме со господин Небојша Мојсовски, раководител на активноста за млади, а на УСАИД кои активно создаваат можности, господја Беса Речи, која што е менаџерка на грантовата програма на оваа активност.